на Поети за промена во Струмица. Прв пат јас го водам, демек треба нешто сега попредојде да ви кажам. Ја не сум толку глаголив како нашиот вистински организатор, па најверојатно ќе бидам релативно краток. Колко све сакаме да се заблагодариме. Струмица град на култура, општина Струмица, печатница една, печатница друга. Сите што пратија, повеќето објавени на Митко, што ги стави на сајтот сите што пратија песни. И друго нешто сакаш да додадеш? Ја полека би да ги викам. Не бе, поетите. Сакаш од текстот да читам нешто. Само да видите да ме викнеш да. За кај се не бе тоа. Па јас го. Нели така одат официјалните насни? Јас го пишував по говорот на годинешниот зборник или алманах и ќе ви го прочитам што почетокот само, првите 3 реченици. Се повеќе ќерки и синови на кои македонскиот им е прв јазик го говорат како да им е втор јазик. Се почесто татарскиот сосед има мислење и ставови за македонскиот јазик. Да му го честитаме во тоа име 11-тиот роден ден на Струмичкиот поетски фестивал Поети за промена. Подобро и просечна песна да допре до некое дете кое случајно би се нашло на фестивалот, отколку вести или лоша синхронизација. И така натаму, кој го интересира, ќе се продолжи понатаму. Издвоени се колку 50 на автори, од кои интересно е за серијалот зборници секоја година која се објавува, бидејќи тука влегуваат многу голем дел од релативно етаблирани или не етаблирани автори, има и многу афирмирани автори пак од друга страна и убава хронологија може да се види на поетската сцена во последните 11 години баш поради овие алманаси тука што е секоја година ги печати фестивалот. Ке докажеш ти. Ајде, стани, докажи и ја ќе го снимам. Исток, фала ти. Почитувани, добро вечер од мене. Ке цикнам уште. Фала ви што сте тука. Оти да се слушам? Или се слушам, ама јас не се слушам? Ме слушате, добро. Добро дојдете во Струмица по 11 пат. Баш ми е драго дека некои од вас веќе по традиција се наши редовни гости, но особено ми е драго дека и мразот го скршија некои нови учесници, меѓу кои дел од најурбаната, најавангардната младина, односно она што на времето пред 10 години знае да го кажат за нас, дека ние сме ветерот кој носи убаво време, односно најмладата македонска книжевна генерација, родени 70-80 или 80-90, вие сте оние кои сте нашите најнови представници, односно авторите кои доаѓаат од 90 па нагоре. И искрено морам да кажам фала на Исток, затоа што после 10 години, после заокружување на еден концепт и на еден формат на фестивалот, за прв пат имаме автор кој од неодамна почна да се обидува во организација и во промоција на не само книжевни дела, туку и на музика и особено ми е драго дека 11 година, јас сум роден 11 и особено ми е драго дека му подадов рака на Исток, па поради него поголемиот дел од луѓето вечерва сте овде. Струмица од секогаш важел за град на културата, не само дека годинава сме официјално град на културата преку програмата на Министерството за култура, но општина Струмица од секогаш знаела да гаи љубов и внимание и да биде посветена на културните дејности. Овде речиси сите дисциплини од културата и од уметноста имаат посадено семе и особено ми е драго дека 100.000 поети за промена веќе 11 години расте во Струмица, благодарение на општина Струмица. И
независно од тоа дека градот не поддржува, јас морам да кажам дека фестивалот не би бил тој без оно што се вика македонска поетска сцена. Односно, сите вие кои овие 11 години испраќате ваши стихови на конкурсот и сите оние дизајнери, меѓу кои можам да кажам дека и најдобрите и врвните дизајнери од Македонија се редовно дел од нашите конкурси. Особено ми е драго дека вие сте тие што го чинувате тоа што се вика 100.000 поети за промена, затоа што секогаш кога Мајкл и Тери од Америка, основачите на ова движење, ги гледат нашите фотографии, не гледат фотографии само од мене, туку гледат фотографии од плејада извонредни автори. Без вас ова движење не би било тоа ни на локално, но ни на глобално ниво. И јас не би должил многу. Мислам дека тоа би било тоа што треба да го кажем, она што е во книгата. Да, ако сакате, книгите се по 150 денари, можете да си купите и да ги прочитате дел од содржините. Исток, ќе продолжиш? Фала ви. И да уживаме во добра поезија и секако. Извини, евентуално да, дека во 22 часот продолжуваме во кафе бар на горе. Таму ќе имаме можност да ги видиме постерите од изложбата од конкурсот и исто така да уживаме во концертот на колективот Перие. Во првиот, како се вика тоа, полуфрене, првата четврка која би ми се представила, сакам да ги поканам Божана Трајковска, Тихомир Јанчовски, Лидија Лучко Јеремич и Никола Манчиров да отворат. Особено задоволство ми е што сум веќе меѓу младите, иако и ние во младоста, но на свој начин. Но секогаш поезијата носи нешто авангардно, што треба и понатаму да биде, луѓето да се најдат себе си. Во име на Друштвото на писатели на Куманово, те поздравувам и воедно посакувам и понатаму да ја одржувате оваа манифестација. А јас сега ќе се представам со песната Фрагментест. Често се прашувам што сум, а што не сум во животот. А знам со сигурност дека не сум фанатик, скептик, утопист. Не сум идеалист, илузионист, не сум екстремист, фразер, приштар, полтрон, дезертер, циник, кој на се ја знае цената. Не сум сребролюбец, издајник, а понекогаш сум фантазер и почесто наратор. Но со сигурност алтруист сум, што ги љуби луѓето и земјата своја и покрај лузните на душата името да израче со светлина и радост за сите. Со совршенство во преградките меѓу нас, да нема тагобни доживувања родот наш. Земјата наша од утробата своја да изблуе преисконска вулканска крв на сите минати и денешни жртви, како патоказ да се ослободиме од вандалите кои посегаат по нашите имоти. Малуѓе, време е да станеме кариатида со тврст столб на земјата. Да не сме велиздајници на собственото јас и на општественото ние. Може. Добро вечер, јас сум овде веќе не знам по кој пат, Митко постојано ме викаше, јас доаѓав неколку пати, ако не секогаш, но доволно пати. И сакам овде вечер да кажам нешто
во врска со еден од присутните во публиката, прв пат кога бев овде, тука беше едно девојче, тогаш матурирано со бела кошула, што читаше од моите песни, се вика Мирна, и сега седи тука и многу ми е мило што се вратила во Струмица и не останала во Америка. Се те треба научари да стане вице гриба. Бе светло наопаку, како да читам се? Не сме научари наопаку е... Па стај се ти наопаку, па читај. Се извинувам вака што на некој им вртам грб. Јас сум од времето на метал, стакло и дрво. Човек од 20. век. Во овој сум веќе 21 година и никако да се навикнам. Сите овие вештачки материјали, пластики, ламинати и силикони ги поднесувам некако, ама премногу ги има. Па заборавам дека и тие, иако се загаден песок и нафта, всушност се земја и вода. А тоа е кал. И никој не ми брани да живеам како што сакам, па ми е жал за оваа кална цивилизација што од гнасата прави луксус и помрачува многумина. Бегалците од Сирија и Авганистан се урбани паразити и нема да останат во земја што не им нуди пластика и социјална помош. Не дошле да работат тука и да чуваат стока. Такви не останаа никаде. Ова се последни времиња на вистина. Тешко е да се замисли поголем логор од урбаната бесмисла на 21. век. Благодарам. Добро ви вечер, дами и господа, поетеси и поети, влюбеници на пишаниот збор. Со посебна чест и задоволство со вечерва со вас. Ке ви се представам со мојата песма творба Ноти. Облаци влет и чаробен свет, низ нотен пој на виолина. Кој уметник ја штима? Песна се разлева, цветна роса подпевнува, воздишка дари. Ах, и в час занемува виолинист, в занес пее стих слева од росата прва на млада трева. Ветрец благ дари танц, звезди в занес танцуваат. Ах, да сум птица, барем мала птица, да прелетам океани, по капките роса, да прошетам боса, нектар да пијам, дур не се опијам, гудало да милувам на виолина, да сплотам љубовен, безвремен пој на виолина и капката роса. Ах, љубов. Ви благодарам. Видов сонови. Видов сонови на кои никој не се сеќава и плачење на погрешни гробови. Видов преградки во авион што паѓа и улици со отворени артерии. Видов вулкани што спијат подолго од коренот на семејното стебло и едно дете кој не се плаши од дождот. Само мене никој не ме виде, само мене никој не ме виде. Следна четврка ги поканувам другите возрастни. Значи, Вероника Костадинова, дали Игор? Јален Нанов прво, па Сузана Мицева, па Игор Трпчевски.
сите, мило ми е што сум тука. Ова е еден од ретките поетски растави на кои редовно учествува. Песната се вика Едноставно. Едноставните прашања имаат едноставни одговори. Комплицирани се само предпоставките и постфестум анализите. Слабостите ни се јака страна, гледано одстрана, двострана. И бираме зборови со помалку агли, за да не ги оштетиме површните заклучици. И планираме случајноста со оддалечени блиски средби, идентични во спротивноста. Колку далеко од себе можеме да отидеме? Како ќе заврши оно што уште не започнало? Каде се крие паметот од телото? И кога очигледното станува очигледно? Едноставно, не комплицирај, само гушнеме. Благодарам. Не би должил како Митко, исто, само ќе ви кажам. Кога ќе се потрошат зборовите, неимоверно се ќе не пече. А времето си тече и гмече. Измија ова помија. Треба да се подаде дланка, за да не останеме само даденици за сланка. Ова е време во кое за секоја песна се бара извод. Моите песни се такви ко пилиња, рано испилени пилиња. Немаат потекло, ни име, ни извод. Се раѓаат недоносени, покосени во сон, под напон. Песните се јалови кучки што лаат по сокаците. Ги тешат просјаците, ги смеваат простаците и туку ќе довлечкаат некој нов стих. Нов изрод без извод, без татко, без мајка, сиропиталишни стихови, стара слика без рамка на шајка, везови на скрнава блуза и малку блуз тата на гладот. И одеднаш некој рече во градот, не можете да ги отпечатите, треба да подпишете и платите, да врачите документ, извод на родините, на впишаните, на откажаните и венчаните, на приведените, разведените, повредените, извод од секој завод, за секој вод, наод, се со подпис вод, за надипот, за тугинец и род. И уште за копилињата, на татковците презимињата. Моите песни кучки, за секоја случка по еден бот, но немаат извод. Благодарам. Блажот секогаш ми бил инспирација и во негова чест напиша две песни инспирирани од неговите песни. Едната инспирирана од песната за маслинките. Се вика песна за тагата. Си тече реката, никому не му е жал, дека општината ги исече маслинките над вода молкум наведени. Блаже Конески. Си тече реката, никому не му е жал, дека ги преместија мермерните скулптури од местата каде што ги поставија и подарија нивните автори. Никому не му е жал дека ја растурија најубавата изложба на отворено во Македонија во центарот на градот Херој, а ни поставија копии од монумент кичовски визури на двете најголеми крстосници на кои ни изградија и кружни текови. Никому не му е жал дека ги тргнаа фонтаните од плоштад и од подсаатот, кои воопшто и не требаше да се градат, дека ги исекоја тополите и насадија палми, од кои се разбира ниедна не остана, ниту се роди барем една банана. Никому не му е жал, освен мене, дека ја уништија Соколана или партизан на Македонија кој беше расадник за спортски и културни работници. Никому не му е жал дека пропаѓа сала Македонија, дека со години ништо не се случува во универзална, дека одготово направија вересија, а градат нови на штета на постоечките објекти, дека за планинарскиот дом Дервен сведочат само камењата, а со 1% од крадените дрва може да се обнови и надгради до величенственост.
дека базенот го продадоа под концесија на некадарници и нема сила што може да ги запри во уништувањето, дека хотел Липа стои како Чернобил да беше таму и нема херој кој може да го реши тој спор, дека Мотел Езеро исто така. Абре, како никому да не му е жал, освен мене, кој ја помни таа зора, тој тиок час, кога човек чудно нешто чека. Оздрави ги, зоро, рујна, оти секнаат звездите горе, далечно, се ми стана. Само тагата моја тогаш, сама над смирна река, шумеше, утеха мека. Следната сесија се исклучува жени, колку што знаеме. Како дигат? Ајде Златкова Мануела, Рина Јанкуловска, Тијана Хаджи Василева, Леона Јарич. Лице в лице со невремето. Се расторам како погрешно наредени карти. Кула. На прагот истуран земја, препрека за сатаната и кал за ластовиците. Си одам од овде. Ова не е мојот рај, а таму некаде ќе се родат малечки ластовици. Вриеш. Жар под прсти тлее, мраз венее во коскен сад, претекува, врие. Срце стопен камен, низ тесно грло еруптира. Блескав ирис близнак во мокро синило суспендиран, просипа грам по грам чинки обојни. Еден прамен чад, две алвеоли милува. Треперат и капат тектонски кожи, како крв шиктат подземни води. Во нив цвет златен низ пареа се огледува. Сребров небо сјае, свет тивко на пареа се крчка, се растопува, трае. Татковина со моето име. Толку многу љубов за земја и кал, а Итака е важен само ради Хомер. Јак удар во гради за дом во прав, авијатичар не знае за фиктивна линија таму горе. Нема место како дома. Треба да ти е страф, ако од друга мизерија ти плукаат корен. Холокауст и Хирошима се зло на држава. Артилеријата не ја испука мајка природа. Джелати сме на собствената судбина, искра недостига. Вардар ќе течи без нас. Авиони нема да се потребни. Се што имаме не е наше и не ни припаѓа нам. Лекот е да научиш дека не си врвот. Тогаш можеби ќе го имаш светот под прсти. Вардар ќе течи без нас, ама тогаш ќе нема кој да го крсти. Здраво. Келија. Вакуум, темнина. Полека се лизга карпа, се ронат камењата. Истиснати гласови се лепат во воздишки. Потта се слева. Бледата светлина се тресе. На подот од слама седи монах и плача. Низ приклештените усни тивко само за себе, но доволно гласно да го чуе фреската реч. Денес ја изгорев Библијата. Андреја Лесади, Марија Ангеловска, Кристијан Јордановски, Евгени Узунов. Ја малце по-патриотски настроен. 948 се вика песна. Заради еднозначноста на присилата или пустошот во нивните матки, заради градите ли смекнати од јач, со таква леснотија таа ног се држија над глувите води на Преспа. Сигурни во тоа што се и што од нивните коски некогаш ќе цвета каде и да ги легнат. Тогаш, кога светот не можеше подалеку да гледа од собствените колена, кога Европа се грчеше над своите гнојливи рани и лјадници мајки со децата на грб, македонски мајки, смело стапнаа во студените води на Преспа, како глаголи во нова песна.
Бош. Топка семир, ел семирот топка. Точка. Капката капка, в капката голтка. Мочка. Жолта сфера испушта зрак. Знак. Синов зелено се меша. Мрак. Јајцето во Јосанов прав пукнат. Звездано платно насликано дупнат. Рајски призраци в канта. Отпад. Пламена четка. Херонимус. Ад. На Цоцев камен. На Цоцев камен бев јас наврвот седнат. Воздишки делев со воздухот свиде. Со зерцував како во далечината честа. Мреев час се мрачилач припесна. И тоа веслање на тела в шир кругоре го видов. И јурнав породот мој тогашен, птичи. Далди сам цурев под оклопот на зборот, дур крилата восочни не станеа по нивните слични. Сакам да ви кажам, прв пат не сум вработена на фестивал, да сум гостин и многу ми е чудно и пријатно. Исто фала што ти текна на мене. Ајде си. Можеш да пишуваш со саати, за тоа што сакаш да бидеш. Но одговорот за тоа е едноставен. Луѓето не се поезија. Знам дека посакуваш да не бидеш чуден. Зборовите се на врвот на твојот јазик. Но имаш многу малку време овде за речениците да бидат задушени. Ворете да биде тешко и да се чувствуваш дека си на крајот на рабовите. Ворете да имаш синици, да си скршен и уплашен. Не е во ред да им дозволиш на луѓето да ти кажат дека тоа е причината да го смениш она што си. И што? Твојата коса не е секогаш средена, како што зборовите се наместени во стиховите. И понекогаш можеш да се чувствуваш како збор на кој никој не му ја знае дефиницијата. Може би не си звезда која урива темнината, или птица која не учи на насмевка. Ворете, затоа што луѓето се комплекси за да ги собере само во една метафора. Ворете да не знаеш што правиш, затоа што чувствата не мора да се римуваат. Зошто поемата кога е напишана останува таква за секогаш, а ти ја имаш слободата да раснеш низ времето. Ти си многу повеќе од она што може кој било да го напише. Не може да постои целосна книга со наслов "Ова сум јас". Не може да си затворен во линии на тефтерите, зашто луѓето не се поезија. Разно сме најмладата Дафина Велковска, Веселино В. В. Дафна. Па Никола Наумовски, па Митко Гогов, па јас исто Кулчев. Ке ви се представам пак. Здраво, тука сум за да ви кажам една песна. Велиме дека сакаме револуција, нели? А што е со системот кој не јаде цели? Сакаме демократија, ама да не претеруваме, нели? И подобро над другиот зло, отколку над себе си. И онака теоретски се личи фино, но мене некако не ми е мило, кога седам на час и слушам, кај што една крава ми вели дека сум глупа, наместо да ме научи како да кажам цушала. И не е ни најлошото тоа. Што е со оние кои ја кудат книгата? И што очекуваме да се случи, кога општо прифатено е да одам на улица и севек да ме кетколне? Леле, па 5 сати да се мислам дали да ја облечам кратката сукња. Како ли не ни се смачите? И зарем ке се лажеме едни со други, дека мајка ми не е слугинка како мајка и, додека телевизија си гледа татко ти? И што е со тоа дека земјата се трупа, додека тој со картичката нов саат и фустан за девојка му купува? И велат дека никој не се залага за промена, но кога ќе се приклучиш на организација, нема да добиеш ништо, освен една голема навреда. И замислете, некни, губев 7 час, зашто министерката ќе дошла, ајде брзо совет час. И не знам од кога нова мода стана да се вози Веспа, село гори, баба се чешла. Но еден ден
Сите политичари, банкари, пензионери, болничари, програмери ќе се сложат и ќе знаат дека се индивидуи, а не маса, дека нивниот труд се цени, а не се експлоатира, и на вести ќе се прикажуваат новости за милина, како мачка спасила глушец од давење утрово во шахта на булеварот Свети Свила, зашто сите војни ќе се смират, а штрајковите ќе победат, и училиштата внимателно ќе ги негуваат сите деца, кои оттаму со своји ставови ќе излегуваат, и има уште многу што да се додаде на оваа тема, ама рекоа една песна. Пукнатина. Има една пукнатина тука на овој град, во која хартиени птици згнездуваат воздишки. Небото како огледало се протегнува низ неа и ги движи свиоците на луњата, замуклувајќи се себе си. Има една предодреденост тука, изгравирана во нашите черепи, која уморно се те тера низ бледилото на светот. Граду Забревта, се уште носиш пари и кули од кал во твоето изрешетано грло, кое го негризуваат немирите на луѓето што ги раѓаш. Не постојат повеќе палави звезди во твоето излавено лице, ниту пак сеќавања кои плискаат светлина. Постојат само неколку месечари кои избезумено нуркаат во азбуките на времето и неколку девојки со боси стопала кои танцуваат твојата оска. Има една пукнатина тука, во ирисот на окото, каде што децата учат како пред време да пораснат. Јанзата на стварноста се приклештува во клетките и се лупи од кожата на тие сини деца, кои со јазикот ги лижат последните месечеви траги на ноќта од тротоарите и джвакаат парчиња јаглен во двоцевката на исчекувањето. Обраснати со смило и азбе се плетите на нашите куќи коскени. Таму каде што сокриваме мечти за нивните агли. Бесони ласици цвичат врз нивните кровови и ја мамат сетилноста на разденувањето. Сонцето со своите рентгенски зраци почнува да се разлева низ таа пукнатина и наситно да ја пие крвта од пресечените вени на овој град, чии прсти ја опипуваат недостижноста. Се празни зеленилото од душата на светот. Спасуваме со неизговорени зборови. Ангелот го ослободуваме од неотворените болки. Ги прескокнуваме степениците на невозможната животна тежина, со спуштени погледи ги надминуваме оние кои мислат дека знаат се. Ги нема повеќе внатрешните дождови кои упорно продолжуваат да го гнасат духовното огледало. Предесенска генералка, ние сме магично крпче кое треба да зачисти зад себе, пред себе, во себе. Под килимот повторно го криеме нашето напуштено небо. Јас ќе ви прочитам работна верзија од како му доаѓа петиот дел од песната на која сакам некојаш да почнам. Посветена на петте самогласки, се ова е на петата самогласка, делот посветен. Ќе го извадам. Не. Дурсум. Многу бавно за да ги добавам. Дурсум кул кун у ул друм буйрум. Суджук у ќумур. Кускус у дурум. Лутлук у ќуп. Тук зулум у зумбул. Груп куршум у труп. Шум у лут жбун. Куртул у кунгфу. Кусур у куршлус. Труд у буд. Уд у дудук. Уд у дудук. Суртуш у шут. Шут плук. Шунд шут у круг. Чурук суртук. Тумрук. Угурсус у суд. Усул. Хвала.